од Евангелието според Јован и тоа 18 глава. Меѓутоа, како што напомнав и на почетокот, дека нема одреден датум кога Исус Христос се роди. Нема даено нигде и дека се празнува Божик, но сепак ние треба да си споменуваме на раѓањето Христово, и тоа не само денеска, него треба постојано секој ден да споменуваме дека Исус Христос се роди, Исус умре и воскресна на третиот ден, и тоа е Евангелието. Но ние како луѓе сите сме создадени, тоа сме допредни од Бога. Но постои можност секој од нас лично да биде допрен и лично да го доживее Божик, лично да го доживее Витлем, лично да го доживее Христос. Но за жал денеска христијанството, ако гледаме општествено и социолошки, е една синтеза, еден спој на учењето и делата на Исус Христос и 2000 и повеќе години историја и традиција. За жал така е, тоа е христијанството денес. Учењето, науката Христова со традицијата, обичаите и историјата. Но за сите нас многу е важно да се вратиме точно на писмото, да се вратиме на изворот, ад фонтес, и така да одговориме на многу лични прашања. И тие прашања обично во овие празнични денови, да ги речам, се доста поизразени. Луѓе тоаш повеќе се прашуваат кој навистина бил Исус, како дошол Исус, како се родил, и најважното прашање, зошто Исус се роди? Зошто? А времето во кое живееме, верувајте, не тера да се вратиме на изворот, на писмото, на Светото писмо, и точно во Светото писмо да ги бараме одговорите на овие суштински прашања. И точно денес сакам да одговориме само на ова најбитно прашање. Зошто Витлеем? Зошто Исус се роди? И во одговорот на ова прашање се наоѓа и одговорот зошто јас се родив, зошто ти се роди, која е смислата на нашиот живот, зашто живееме овде. И ова многу луѓе се прашувале низ историјата, уште и во првиот век. Но олеснително за нас е тоа што одговорот го имаме во Светото писмо и одговорот самиот Исус ни го дал. Самиот Исус ни дава одговор на ова прашање. Зошто се родил? И сега јас ќе го прочитам овој текст кога Исус е на сослушување пред Пилат. И сега некој од вас може би ќе рече, па чекај, денеска зборуваме за Божик, овај ќе ни чита Исус пред Пилат, пред распнување, во оние последни моменти од неговиот живот. Но ајде да прочитаме, ќе видите зошто. Евангелие според Јован 18 глава и ќе читаме од 33 стих. Во Библиите 1078 страница. Потоа Пилат се врати во преторијата, го повика Исуса и му рече: Ти ли си јудејскиот цар? Исус одговори: Го зборуваш ли тоа сам од себе или други ти кажаа за мене? Пилат одговори: Јудеец ли сум јас? Твојот народ и првосвештениците те предадоа за мене. Што си сторил? Исус одговори: Моето царство не е од светот. Ако моето царство беше од овој свет, моите војни би се бореле да не им бидам предаден на јудејците. Но моето царство не е од тука. Пилат на тоа му рече: Сепак си цар. Исус одговори: Ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој од вистината го слуша мојот глас. Ете, тоа е Витлем. И тоа е факт. Исус сам одговара на прашањето зошто се родил. За да сведочам за вистината. И секој кој од вистината го слуша мојот глас. Јован, за разлика од Пилат, е разбрал важноста на вистината во животот. Во друга прилика, Исус рекол: Кој има уши, нека слуша. Матеј
11 глава, 15 стих. Јас се родив да сведочам за вистината. Кој од вистината нека слуша. Кој има уши нека слуша. Јован имаше уши, слушна. А Пилат немал и затоа прашал. 38 стих вели. А што е вистината? Што е вистината? И секој кој не е допрен од Бога, лично, се запрашува што е вистината. Јован кога зборува за Витлеем, за Божик, за отелотворувањето, е нагласува вистината. Ще прочитаме Јован 1 глава 14 стих. И Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како еднороден од таткото, полн со благодат и вистина. Полн со благодат и вистина. Значи Исус е полн со вистина. Јован во Евангелието, из целото Евангелие испреплетува вечната отелотворена вистина и пишаната вистина. Во Јован 17 глава, како моли Исус. Јован 17 глава, 17 стих. Освети ги во својата вистина. Твоето слово е вистина. Во почетокот на Евангелието според Јован, испреплетени се зборот, словото, животот и светлината. И при тоа повторно е нагласена вистината. Тоа е многу важно да го знаеме. Значи зборот, словото, животот и светлината испреплетени и нагласени со вистината. Пишува вистинската светлина. Јован. Зошто? Вистинската, бидејќи не секое светло е светло. Бидејќи не секое светло е светло. И сатаната се преправа во ангел на светлината за да заведе измам. И затоа Јован нагласува вистинската светлина. Вистинската светлина. Оти не секое светло е светло. А Бог е светлина и во него нема темнина. И што вели во 9 стих 1 глава Евангелие според Јован? Вистинската светлина, која го осветлува секој човек, доајгаше во светот. Вистинската светлина, која го осветлува секој човек, доајгаше во светот. Тоа е отелотворување. Значи, тој владее во секоја мисла, во секоја мистика владее. Го осветлува секој човек во овој свет, таа светлина. И затоа имаме и толку противници на таа светлина. Бидејќи кога светлината го осветлува човекот, го откриви неговиот грев. Но после овој 9 стих имаме и една поразителна вистина. 10 стих вели: беше во светот и светот стана преку него, но светот него познаа. Зошто? Бидејќи светот има поинаква светлина. Разни светла, лајт шоу, црвено, жолто, плаво. Луѓето тие светла ги гледаат. Не му треба вистинската светлина. Тоа е таа поразителна вистина. И потоа во 11 стих дојде при своите, но неговите не го примија. Уште го чекаат, ама воза замина. Чекаат воз што замина. Страшно. Значи, како што било во првиот век, ова се зборови запишани во првиот век, така и во 21-иот. Ништо ново под сонцето, вели мудриот Соломон. И сега, ако одиме, да видиме како Исус беше обвинет. Значи, Исус беше лажно обвинет, лажно осуден, беше распнат на крстот на Голгота. Се заради вистината. Бидејќи вистината секогаш е прогонувана. Во првиот век вистината била прогонувана и распнувана. А денес што? Денес ние слободно можеме да ја кажуваме вистината, но вистината денес е релативизирана, бидејќи е голем притисокот на толеранција денес. И таа толеранција, да се толерира ова она, доведува до релативизација, до едно разводнување на вистината. Што во примена е многу, многу страшно. Што се вели денес? Па, се е можно, се е дозволено, не е ова греф, ова е мала лага, ова не е проблем, нема никакви граници,
стандардите се паднати. И тоа е таа релативизација. Како Јован, така и Павле искусил дека вистинската љубов и вистината и љубовта кон вистината не се добредојдени во овој свет. А понекогаш ни во црквата, за жал. Вистината понекогаш не е добредојдена во црквата. Павле имал такво искуство во Галатија. Еве што им вели на Галатјаните 4 глава 16 стих. Дали ви станав непријател затоа што ви ја зборував вистината? Значи во црквата некогаш ако се зборува вистината има проблем. Има проблем точно со оние кои доаѓаат во црквата, бидејќи ако му ја кажеш вистината му го откриваш гревот. Не јас. Словото открива. И така и вели Словото, разобличува. И тогаш имаме противници. Не треба да се грижиме, Исус го вели тоа. Баш секогаш. Зошто сите пророци беа убивани? Скоро сите апостоли беа убиени. Зошто? Затоа што вистината беше прогонувана. А денес е прогонувана како? Може би кај нас овдека нема убиства, но со што? Со тоа што таа вистина се релативизира, се разводнува и се прилагодува да му одговара на другите, за да ги нема тие проблеми. И така се релативизира. И денес скоро секогаш кога се зборува таа вистина, како се нарекува? Говор на омраза. Може би звучи политички, ама така е. Говор на омраза се нарекува. Посебно од овие, не сакам да ги спомнам, мора да ги спомнам, LGBT плюс здруженија, кои сета вистина релативизираат. И секогаш кога нив не му одговара, тогаш е говор на омраза. Значи, толеранцијата ја притиснува вистината. И сега зошто е така и во првиот и во 15-тиот и во 21-тиот век? Едно те исто. Зошто? И пак одговорот е во писмото. Јован пишувајќи за Витлем, на тоа се сеќаваме денес, на Витлем, на раѓањето на Исус Христос. Јован дава одговор зошто е тоа така. 9-тиот стих во првата глава вели: вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓаше во светот. Доаѓаше во светот. И вистинската светлина дава една норма, една граница. Но кога човек се споредува со друг човек, тој може да е и подобар од другите. Или реално, или привидно. Бидејќи некои имаат понизок, а некој повисок праг на толеранција. Сега, некој излегува подобар, некој полош, ама сепак привидно е окей. Но прашање е кој ќе ја одреди таа граница на таа толеранција. Што кога ќе се премине таа граница или што кога ќе се прелее чашата, како што велиме ние? Што тогаш? А толеранцијата е еден измамлив збор, заводлив поим и појава, бидејќи толерира она што е за некој добро, а за некој лошо. И секогаш кога има толеранција и компромис, тоест кога има толеранција мора да има и компромис. И тоаш доброто станува лошо, лошото станува добро. Затоа толеранцијата е опасна, бидејќи содржи нетолеранција спрема вистината. Значи толерира се, ама не вистината. И тоа е таа опасност. А вечната отелотворена и пишана вистина не може да се релативизира без последици. Не може. Значи секогаш ќе има последици. А ние како христијани не можеме да ја прифатиме толеранцијата, бидејќи нас нормата ни е зададена. И е јасна, бидејќи Исус е роден за да сведочи за вистината. Тоа го прочитавме. Исус е роден за да сведочи за вистината. Тоа е јасно и јавно поставена норма. Секој кој од вистината го слуша неговиот глас. И сега ние, ако сме наново родени христијани, ако сме од вистината, го слушаме неговиот глас, да сведочиме и ние за вистината. Значи тоа е тоа. Значи ние како христијани не можеме да се одречеме од Витлем и крстот заради толеранција. Не можеме. Тоа е неприфатливо.
Зошто? Заради што? Па ние како христијани имаме многу повеќе од толеранција. Многу повеќе од компромис. А што е тоа? Тоа е Божјата љубов која се манифестира во Витлем, а најасно на крстот на Голгота. Значи, заради Божјата љубов не смееме да прифатиме толеранцијата. На крстот нема толеранција. Таму Бог одеше доброволно заради човекот, заради неговите, оние кои се негови, кои се од вистината. Одеше до крај, тука нема толеранција, одеше до смрт на крстот. Нема толеранција. Се даде сам себе за овој искаран, за овој гордели, за овој валкан свет. Свет кој тоне во грев, се повеќе и повеќе. А Бог одеше до крај, до смрт на крстот заради тоа. И љубовта е поголема од толеранцијата и затоа тоа е неприфатливо за нас. Ама буквално неприфатливо. Крстот зборува за вистината. Зборува за вистинската Божја љубов и тоа е предизвик на црквата денес. Тоа е предизвик денес за нас. Дека црквата мора да проповеда само вистина. Само вистина и ништо друго. Да, некои ќе речат, ама мора со љубов, со понизност. Да, со љубов, со понизност, но вистината мора да се каже, бидејќи без вистина нема и нас да не има. Сега, зошто мораме да ја зборуваме вистината? Затоа што Евангелието, драги мои, нема алтернатива. Нема друго Евангелие. Едно Евангелието. Исус Христос. Вечната љубов. Вечната вистина. Што поточно сакам да ви кажам со ова? Во моментот кога Исус умираше на крстот, кога сета светлина на светот умираше на крстот, настана темнина во цел свет. Зошто? Во тој момент Бог Христос врз себе прифати темнината од цел свет, низ цела историја на човештвото, гревот на цел свет. Каква темнина, каква светлина, каква љубов се искажа тука. Огромна. И сето тоа за да возможи праведно опростување на нас грешните. Тој праведен умре за нас неправедните. Значи правдата мора да биде задоволена. И за да може Бог, неправедниот, грешниот, да го прогласи за праведен, некој мора да ја подмири сметката. Правдата, тоа е распнувањето. Правдата мораше да биде задоволена. Некој мораше нашата темнина да ја преземе врз себе, а тоа беше Исус Христос. На крстот вистината ги прифати врз себе сите човечки лаги. Вистината ги прифати сите човечки лаги. Овој свет е полн со лага. Тоа е под дејство на таткото на лагата, на сатаната. И затоа на крстот вистината ги презеде врз себе сите наши лаги, а и полувистини. Бидејќи сето тоа на крај е греф. Не смееме да релативизираме, не смееме да толерираме. И полувистина е греф, и мала и голема лага. Сето е греф. Значи ги прифати сите наши толеранции кон лагите. И тоа е греф. Тоа е љубов. И појака од толеранцијата. Тоа што го направи Христос за нас. Тоа е љубов, појака од толеранција. Значи, зашто зборуваме? Зборуваме за спасение. За спасение, драги мои брајки и сестри. Спасение во библиски смисол. За тоа зборуваме. Спасение во библиски смисол подразбира вечна опасност. Сега некој ќе рече спасение, а опасност. Спасение, а опасност. Малку контрадикторно. Да. Бидејќи тоа е спасение од пеколот. За тоа зборува Библијата. Опоменува за спасение од пеколот зборува Библијата. Да, таа зборува за Витлем, јасли, животинчина, деца, семејство, но тоа е споредно. Не дојде Исус да ги решава нашите лични финансиски проблеми.
Не дојде Исус да ја решава нашата ситуација во држава со исцелувањето на младите. Не дојде Исус за тоа. Не зборува така Библијата. Тој е спасител на светот од вечен пекол. За тоа дојде Исус. Да биде спасител на светот од вечен пекол. Во Лука 19 глава 10 стих исто така Исус вели дека дојде да го бара и да го спаси изгубеното. Да го бара изгубеното. Бидејќи човекот ако не се најде пред да умре, ако не се најде овдека, додека е жив на земјата, тој е изгубен довек. Изгубен е вечно, за секогаш. Вечно изгубен, вечно барајки, вечно фрустриран. Па страшно е тоа. Страшно е, вистина е страшно. И затоа е таа опасност. За човек да ја види и воопшто да ја свати опасноста, потребна е вистинската светлина, да му го осветли патот. А ние толку сме изгубени, или толку бевме изгубени. Вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓаше во светот. Точно таа светлина е потребна. Ама без Божја милост, без Божја вистина, ние воопшто не ја гледаме нашата реална ситуација, не ја гледаме нашата реална состојба во која се наоѓаме. Секогаш е потешко да се гледам себе си, а другиот е полесно да го видам. Полесно го гледаме другиот. А со неговата светлина ние ја гледаме, што? Својата темнина. И така треба да биде. Точно таа светлина не разобличува. Значи со светлината од Исуса Христа, со Божјата светлина, со вистинската светлина, ние ја гледаме својата темнина. И кога застанеме еден покрај друг, или покрај некој трет човек, тоаш може би и добри да испаднеме. Па јас сум окей. Кога денеска ги слушаме луѓето како зборуваат еден за друг, а кај нас тоа е една омилена дисциплина, оговарање, колку нашиот народ на овие простори гледа на другиот човек, тоест на полошиот. Знаете зашто? На полошиот. Никој нема да рече јас сум подобар. Па јас сум подобар од него. Чекај, зашто? Тоа е заради законот. За тој да излезе подобар. Секој човек, моралниот закон му е врежан во срцето. Сега како ќе се оправдам? Па јас сум поарен од Цане. Бе, види го него. Види го Гоце. Види од Камица. Ама јас не се гледам. А ако ме осветли светлината, јас се гледам мојата темнина, тоаш морам да се бранам оговарајќи ги другите дека тие се полоши од мене. Таа е таа омилена дисциплина кај нас. И значи заради законот за тој да излезе подобар, тоа се прави. И од тука излегува тој извор на клевети, на оговарања, на негативизам, песимизам, апатија, се и се што, секое зло излегува од срцето. Точно за јас да бидам подобар од другиот. Види го него, јас сум подобар. И кога застаниме кај друг, или се мериме со тој друг, и тој е стално полош. А ние сме си во ред. Супер. Но кога ќе застанеме пред една норма, што тогаш? Кога ќе застанеме пред норма, пред стандард. Ама пред која норма и кој стандард? Кога ќе застанеме пред Исус, вистината, бидејќи Исус вели јас сум патот и вистината и животот. Кога ќе застанеме крај таа норма, јас дојдов во овој свет, јас се родив за да сведочам за вистината, а кој од вистината го слуша мојот глас, кога таа норма ја гледаме, тогаш ќе гледаме реалната слика за себе. Тогаш гледаме колкав дефицит имаме. Тогаш се гледа и сваќа каква е таа опасност, таа вечна опасност од пекол. Со неговата светлина ние прво својата темнина ја гледаме, го гледаме својот греф. Тек после тоа, со неговата светлина го гледаме нашето светло. Кога ќе осознаеме дека сме грешни, дека не можеме без Исуса Христа, без нашиот Спасител, и не се покаеме,
ние нема да имаме осветлен пат. Ние бидуваме постојано во темнина, постојано во грев и завршуваме во пекол. Вечен пекол. Без Божја милост, без Божја светлина, без Божја вистина, колку и да изгледа ова говорна омраза за некого, човекот не може да ја свати опасноста и ова е многу важно. Бог нема да толерира ниедно кршење на законот. Бог нема да толерира ниту еден единствен грев. Бог заради својата праведност, заради својата светост, вистинитост, ќе го казни секој мој и твој грев. Ама баш секој. Воспротивно, тој престанува да биде свет, праведен и вистинит. Каква е таа правда кога криминалците шетаат по улиците во таа држава? Нема правда, не е праведен. Значи, ние сме грешници, ние сме криминалци во случајот. И ако Бог не го казни нашиот грев, тоа што и не е праведен. Тука нема праведност. И видите, Бог заради својата природа не може да толерира и нема да толерира ни еден грев. Секој ќе го казни. Тоа е вистината. Вистината е дека Бог ќе го казни секој грев. Или во твојот, или во мојот живот, или во пеколот, или на крстот. Три работи. Или во животот, или во пеколот, или на крстот. Сега на крстот, тука е надежта. Тука ние ја полагаме надежта. Тоа е Витлем, тоа е Божик, тоа е радосната вест. На крстот. Бог, кој е праведен, свет и вистинит, за да остане тоа, мора да ја казни секоја неправедност, секој греф и секоја лага. И бидејќи Бог е праведен, свет и вистинит, еве е радосната вест. Тој е полн со љубов, милост и благодат. И затоа дојде, затоа е Витлем, затоа е крстот. И затоа е Спасител. И, драги мои, затоа друг пат нема. Само преку Исуса Христа. Едноставно друг пат не постои. Јас сум патот и вистината и животот. И никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Јован 14:6. Зошто е Исус патот? Затоа што е вистината и животот. Тесно е, тесен е тој пат. Тесно е во овој денешен свет. Вистината е под притисок на толеранцијата. Толеранцијата постојано притиска. Но верувајте, се што е надвор од Исус Христос е изгубено и во опасност за вечна изгубеност. Вечна казна, пекол, бидејќи човекот е оптеретен со вечен грев. Тоа е вистината. Нема компромис за гревот. Пеколот е крајна и вечна дестинација. Тоа е. Може би е говорна омраза, но тоа е вистината. Исус, првиот пат, дојде како бебе, како детенце, во јасли, семејство Марија и Јосиф. Се тоа е добро и е наместо. Значи, првиот пат дошол и како јагне, ќе прочитаме, јагне Божјо, што го зема гревот на светот. Но, драги мои, тоа е историја, тоа е минато. Јаслите се празни, крстот е празен, гробот е празен, Исус воскресни е жив. Тој е жив. И што ќе се случува понатаму? Планот оди понатаму, приказната оди понатаму. Божиот план тера. Знаете што? Исус повторно ќе дојде. И тоа не спаси како спасител. Сега ќе дојде како праведен судија. И нему кој е цар над царевите, ќе му се поклони буквално секое колено. Било доброволно, било насилно. Секое, бидејќи тој е цар над царевите. Тоа е вистината. Тоа ќе се случи. Исус повторно ќе дојде. И сега за крај, слободно ќе прашам, но најпрво себе си, јас стареам, еве за некоја година 53, пола век го заминав, за некој ден, тоест не некоја година, извинете. И одам кон крајот. Но и тебе би те прашал, и ти старееш и ти одиш кон крајот. Дали е Исус твој спасител? Дали си сигурен каде ќе одиш ако умреш? А и не мора да старееш, денеска умираат луѓето на секој чекор, би рекол.
Дали сме го доживеале тој личен Божик, личен Божик. Дали Бог лично не допрел? Дали допрел во нашето срце? И ако не сте сигурни, еве како за крај. Многу едноставно. Бог е многу едноставен. Нашиот Бог е толку едноставен, што само отворете ни Словото, прочитајте, слушајте, ќе го сватите. Еве пак преку Словото. Истите стихови преку Евангелието. 1 глава, 9 и 10 стих. Вистинската светлина, која го осветлува секој човек, доаѓаше во светот. Беше во светот и светот стана преку него, но светот не го познаа. Значи, вистинската светлина доаѓаше, се нудеше. Вечниот Создател е вечниот Спасител, ама светот не го позна. И денеска така, светот си празнува, си се забавува, слави, празници, пијанки, колку безгрижно. А Исус доаѓа како судија. Се друго е минато историја. Исус доаѓа. Тоа ќе се случи. И верувајте, никогаш нема да се пронајдете себе си, додека не го најдете Бог. Тоа е невозможно. Без Бог, ова е сега одговор на она прашање лично, без Бог животот е само барање и лутање. Без Бог животот нема ама апсолутно никаква смисла. И затоа Јован што вели во 12 стих од 1 глава. А на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во неговото име. Едноставно. Сите кои се негови се Божји деца. Сега, не се буквално сите Божји деца. Да, сите се Божјо создание. Но да се стане Божјо дете, мора Христос да се прими. Така вели Словото. Тој дар мора да се прими. Сега, како го примаме тој дар? Со наново раѓање. Најде совет. Со вера. Го примаме тој дар со вера. Црквата проповеда на сите јазици и Христос се нуди во цел свет. Христос се нуди. Се нуди вистината. И тој дар го прифаќаме ние со вера, а тој дар, тоест тој подарок, го одмотуваме со покаяние. Со покаяние. Без покаяние нема опростување, нема спасение. А верувајте дека личната вера, она искрена вера, секогаш доведува до обрајкање, до покаяние и наново раѓање. И сето тоа преку Бог, преку Светиот Дух. Ние сами не можеме и затоа треба да се покаеме. Господе, јас сум грешен, ама не можам. Ти си ми потребен во овој живот. И дури тогаш ќе сватиме што е вистинскиот Божик. Амин. Да се молиме. Татко Небесен, Ти благодариме за Твоето Слово, Ти благодариме за Твојот збор, што ете преку него Ти ни се откриваш да можеме да Те спознаваме, да можеме да идеме поблиску до Тебе, да можеме да наликуваме на Тебе, да ги сватиме Твоите карактеристики, да ја сватиме Твојата личност и да имаме жив однос со Тебе, Господе. Ти благодариме за Твојата љубов и Твојата милост, што не избави од гревот на овој свет, што ете го даде својот син да пострада точно за нас, за нашите гревови. Бидејќи ние бевме мртви во гревот, но преку смртта и воскресението на Исуса Христа и ние оживуваме. Ти благодариме за тоа, Господе. Ти благодарам, Господи, за секој еден овдека денес. Ти благослови го. Ова слово да допре во сечие срце. Дај му на секој уши ова да го слушне, да го разбере и да го практикува во својот живот, Господе. Се молам, Господи, за овој град, за овие луѓе кои се номинираат како христијани, но живеат во христијанство, испреплетено со традиција и историја. Ти делувај во нивните срца и дај, Господе, придодавај што е можно повеќе души во Твоето царство.
Те молам, Господе, ние да бидеме сол и светлина овдека во овој град. Ти благодариме за се, Господе. Ти благодариме и за оваа служба, ти благодариме и за ова заедништво, за ова братолюбие. И те молиме, Господи, и понатаму. Ти зацврстување и ти одржување. Се оставаме во Твоја волја и по Твоја милост. Во името на Исуса Христа молиме. Амин.